Драги гледачи, ова е четвртата емисија од серијалот посветен на зодијачките знаци. Во претходните три зборувавме за Скорпија, Стрелец и Јарец, а сега е месецот на Водолија. Така да со ценетиот професор доктор Зоран Крстевски ќе поразговараме за клучните аспекти на овој хороскопски знак. Професоре, дали може да кажеме нешто за позитивните и негативните аспекти на хороскопскиот знак Водолија? Познато е дека веќе навлагаме во ерата каде што на Водолија, каде што имаме енормен напредок на технологијата, информатиката и компјутеризацијата. Така да од овој аспект Водолијата највеќе може да се снајде во овие полиња. Исто така таа се смета дека е независна како личност, страсна, а негативни карактеристики на моменти е одвоена и затворена во себе. Дали може нешто да кажете повеќе за овие карактеристики? Секако дека може. Значи, Водолија е еден од најнеобичните зодијачки знаци, полна со оригиналност, прогресивност, со визија, со необичност во секој поглед. Така што да се биде Водолија може да биде и привилегија, но воедно и да се има одреден притисок. А тоа значи секојаш да се биде посебен, оригинален. Секојаш да има нешто ново, секојаш да има предизвик. Секогаш да се создаваат, некој би рекол, добра, како за другите, така и за себе си. Зашто Водолијата спаѓа меѓу најхуманите зодијачки знаци. Таа секогаш оди малку пред времето. Незините размислувања се секогаш насочени како нештата да бидат подобри, посебно ако се работи за урановски тип на Водолија. Зашто Уран е свртен кон иднината. Уран е револуционерната планета. Затоа и голем број на револуционери биле родени во знакот на Водолија. Но, незини најглавни карактеристики се независност, значи не ќе да робуваат на предрасуди, на луѓе, на настани, на надворешни влијанија, слобода, од секоја смисла слобода, дали во љубовта, дали во односите, понекогаш и сакаат некоја професија која може така слободно, без тутори да си ја извршуваат. Еве, голем број на информатичари се родени во знакот на Водолија. Зашто Водолијата владее со модерната технологија, со напредната технологија, со сателитизацијата, врзана е со електрониката, значи со ред нешта кои што будат еден, би рекол, брз ум на размислување и на действување. Ја сакаат авиацијата, многу од нив се интересираат за космологијата, футуристички определени, значи, она што го кажав, фокус кон иднината. Значи, во секака смисла, Водолијата е необична и не секој може да се снајде со Водолијата. Затоа што, нели, тој што е понапреден, тој кој што ита, што се вели, со една безпрекорна брзина, онаму каде што е притизикот, тешко некој може да го следи. Но другата страна, каде е притисокот? Притисокот е во тоа што судбината и наметнала на Водолиите подеми и падови. Че ретко кај нив животот е праволиниски. Често се искачуваат на врвот, понекогаш изненадно, значи многу работи доаѓаат неочекувано, отворање на шанса за напредок поврзан во кариерата, во љубовните односи некој предизвик, флуид, страст, во поглед на финансиите одредена добивка, во поглед на преселба во странство, шанса која им се отвара. Значи, знае Уран да им донесе преку ног некои шанси, некои можности. Значи, од едната страна, многу често имаат и падови. Дали заради тоа што ги идеализираат другите, па мисла дека сите се како Водолијата, дали затоа што ете животот па така им создава некои потешкоти за да научат некоја животна лекција, дали затоа што ете и таат понекогаш и неразумно, зашто се хазардерски ориентирани, а всушност во зодијакот најголеми хазардери се Водолиите, па потоа овните. Еве, например, Лас Вегас спаѓа во доменот на Водолијата. Значи, таа сака да ризикува, или сака забава, или сака да си помине убаво, или сака да вкуси нешто необично. Такви си во љубовта. Значи, партнер кој што е премногу конзервативен, кој што е тврдоглав, кој што е неинвентивен, кој што не може да ги следи тие незини побарувања, тој нема да биде интересен. Така што да се биде со Водолија, треба наистина добра подготовка и ако човекот не е способен да се носи со Водолијата, подобро да се тргне од Водолијата. Зашто треба да биде подготвен дека Водолијата секој ќе изненадува. Изненадува во мисли, изненадува во постапки, изненадува во барања. Има необични емоции на тој план, понекогаш знае да збесне. Многу често брзо зборуваат. Комплицирани си со нив ако треба да разговараме на телефон. Може со нив да разговараш во 1 сат. Нон-стоп
на телефон како и близнаците. Значи ја бараат, ја сакаат комуникацијата, но најголемиот проблем за нив е што понекогаш имаат така некои кризи на психофизички план. Значи, експанзија на емоција, експанзија на успеси, експанзија на авантури, експанзија на задоволства, им паѓа енергијата. Затоа што гледате, водолијата графички е прикажана како две фреквенции, една оди нагоре, една оди надолу. Со две фреквенции се. Значи, таа фреквенција која е стимулативна, иновативна, напредна, онаа која е креативна, таа ги буди. Но еден ден доаѓа до пат на енергијата. Или се препотрошиле за пријатели, или премногу се дале на работно место, или премногу се жртвувале за семејството, или премногу партнерот сака да го подигаат, да го направат онака како што они мислат дека треба тој да биде, и они ја трошат енергијата. А всушност фреквенцијата е асоциација на енергијата. Најклучното е каков е нивниот однос кон сопствената енергија. Дали таа енергија се надополнува, од каде, како се надополнува и од што и како таа енергија паѓа. Значи, гледат, главно е да бидат независни, да не бидат под удар на другите луѓе, да ја сакаат слободата, да ја бараат, да ја практикуваат слободата, да прифатат дека животот ќе им биде полн со подеми и падови, да вложуваат во својата енергија, да заштитат својата енергија, да внимаваат кому му одаваат енергијата, да итаат кон иднината, да размислуваат далеку што ќе се случи, но да не го заборават мигот на сегашноста, на непосредното, бидејќи неретко и тоа им се случува. Или ги изневерува партнер, или ги изневерува деловен партнер, па нешто им ги превртува работите, или премногу се дале за семејството, на крај најмалку ќе има за нив во семејството, или пак животните околности им се такви да мора еден ден да паднат, што се вели, во бездната за да научат лекција. Например, една девица константно ќе размислува, ќе анализира да не падне во бездната. Таа може нема да се искачи кон врвовите, ама нема да дојде во ситуација да биде во бездната, зашто за девица е опасно да биде во бездната. Една водолија ќе отиде и во бездната, ќе отиде и во врвовите. Водолијата вели: не сакам здодевен живот, не сакам монотонија, не сакам монотон партнер, не сакам нешто што нема да ми дава развој, љубопитност, што се вели поттик за вкусување на необични мигови. Затоа ќе ризикувам, ќе го дофатам врвот, па сега и ако не останеш на врвот, паднеш во бездната, секој задоволство, секој пот, секоја солза, секој вид на импулс на радост заслужиле барем за миг да се почувствува врвот. Значи, гледате која филозофија. А кај девица е клучно да се заштитам да не паднам. Кај јарец исто така. И сега гледате методолошки. Јарецот е поврзан со Сизиф. Судбината на јарците да тркалаат камен до врвот на планината. Значи, мора да го истркалаат каменот. Ќе дојдат до врвот на планината, каменот ќе падне надолу. Јарецот повторно мора да го искачува. Тоа асоцира. Што и да е, мора животот да биде опфатен со константни напредувања, со константни болки, страдања, со константни искушенија, со константни товари. Судбина произлезена од Сатурн. Кај Водолија владее Прометеј, митолошкиот лик на Прометеј. Прометеј е тој кој што им го донесе оганот на луѓето. Тој кој што се бореше за нивните права. Тој кој што ги научи да обработуваат земјата. Тој кој што создаде технологија и ред аспекти кои се во добробит на човештвото. Но тој кој што се спротивстави на боговите. Значи, Зевс, авторитарниот бог, рече: ништо не треба на луѓето да им се дава, нека живеат ублажено незнање. Не им треба светлина, ќе ја злоупотребат светлината. Ќе збеснат. Прометеј рече: не, ја ќе им ја донесам светлината. На крај Прометеј како заврши? Го раснаа на карпата. На карпата. И доаѓаше тој орелот кој му го колкваше црниот дроб. Како асоциација дека прометејските лица секогаш имале потенцијал да страдаат. Водолијанската личност секогаш е на удар на надворешниот фактор. Дали е естаблишмент, дали е некој од политика, дали е некој во работното место, дали е некој од роднините, па не ја сваќаат водолијата. Значи, водолијата има судбина да го осветлува патот, но неретко да налетува на лица кои сакаат да го затебнат патот. И таа мора да се бори, затоа е реформатор, затоа е револуционер. Еве, например, Галилео Галилеј, роден во знакот на Водолија. Така. Ама беше, нели, принуден да се откаже од своето учење. За да не заврши кој Џордано Бруно, да го спалат таму на флоштадот. Повторуваше Аве Марија секој ден, осуден од католичката црква. Так. Потоа, Жил Верн, 20.000 мили под морето ли беше? Да, точно. 20 мили, да. Така што, иновативен
писател кој гледал пред времето. Какви се работи има напишано, кои што ете подоцна и следале. Значи, гледате кој направи. Моцарт. Моцарт типична водолија. Не прифатен од околината. Имал љубоморни личности кои сметале дека се подобри од Моцарт, како што бил Салиери. Моцарт харизматичен, ексцентричен, необичен, супер талентиран, многу рано му се отворило во животот, бидејќи имал таква генетска предиспозиција, наследена веројатно татко му или некој предок. Многу рано на млади години, од 3 до 5 до 7, 9 години, значи и компонирал, и создал симфонии, и се оперети, и ред аспекти, но на крај трагично завршил, и тоа млад завршил. Значи гледате животот на водолијата. Оди горе, се спушта доле. Еве Едисон, и тој е водолија. Да. Ама трговец водолија. Тој е сатурновски тип на водолија. И Тесла е водолија. Тесла кај Тесла комбинација е рак со бик. Така. Ама Тесла е вистински урановски водолија. Тој го гледа да создаде напредок за човештвото. Кај Тесла уран бил на подзнакот. Тоа укажува дека Тесла бил хуманистички определен, не материалистички определен. Едисон, кој што бил под влијание на водолија, ама од сатурновски тип, тој гледал да го уновчи тоа што го последувал како знаење, како иновација. Жак Превер, еден поет, исто така водолија. Менјухин, еден композитор, водолија. Сега сакате да знаете кои се што се вели, харизматичните актери? Може, да. Джеймс Дин. Джеймс Дин. Да. Значи, каков лик. И сега кај водолиите многу често се случува да имаат љубов кон техничките апарати или техничките нешта. Еве, например, некој сака да поправа некои работи. Некој е во радиостезијата, а ето она со висок што е. Да се откриваат некои нешта. Некој може би е за таа космолошки желби, потреби да проникнува во нештата. Многу водолии сакаат да бидат пилоти. Да. Еве, кај Джеймс Дин имало голема љубов кон автомобилите. Он и така заврши. Значи, гледате, рано, брзо, нагло се искачувам, ризик, опасност да паднам. Тоше проески роден во водолија. Кај водолија често и треба да се замислиме ако имаме скоковит развој. Речеме кај јарец, кај бик иде спонтано. Не оди тоа брзо. Па и кај девица, ти се земени знаци, ти мора да постават темел. Кај водолија уран нештата може преку ног да дојдат, но неретко може да дојдат и како опасност. Гледате, тоа се рефлектираше. Сега еден актер голем, Пол Њумен, тој е роден во знакот на водолија. Гледате, тој, например, апропо Холивуд, тој цел живот беше со својата партнерка. Вудворд, мислам беше. Може. Тој и Роберт Редфорд се пример, тоа се светлите и златните момчиња на Холивуд. Многу поразлични. Не и таат кон раскалашеност. Сосема поразличен лик Пол Њумен, апропо, може би некои други ликови во Холивуд кои што биле. Ориентирани кон разни страсти и задоволства. Еве, например, Френк Синатра, роден во знакот на стрелец. Ма тој е авантуристички насочен. А Пол Њумен, гледате водолија. И хумани дејства, многу има помагано. Што водолиите се познати по својата ориентација да им помагаат на другите. Како и да е, има и политичари водолии. Се еден од најголемите водолии е Абрахам Линколн. Да. Тој се изборил за правата на црнечкото население. Он сметал дека треба да има слобода, дека не треба ги делиме луѓето. Таа расна сегрегација да се елиминира. Бил адвокат, но пред се хуманистички определен. Гледате каква една, би рекол, значена идеја. А знаете која бевме кај јарецот, какви диктатори најдовме? Да. Од Сталин, Мао Цетунг и така натака. Да. Сега гледате како интересна работа. Жените водолии се необични и прават необичен избор на партнери. Многу необичен. Мија Фароу се определила за Вуди Ален. После они раскина и таа го обвинуваше некои работи што треба, што не треба. Но таа е родена во знакот на водолија. Необична. Таа било и со Френк Синатра. Со Ворен Бити и така натака. Ама, еве, со Вуди Ален. Знаете ли која била жена на Хитлер? На крајот тој ја ожени. Ева Браун. Ева Браун родена во знакот на водолија. Значи, кој треба да биде за да го определиш Хитлер за сопруг? Да. И она се определила за Хитлер. Јоко Оно, таа е малку позитивен лик, мада се смета дека таа ја растурила групата Битлси. Да. Таа па била партнерка на Џон Ленон. Да. Значи, гледате како необични избори прават водолиите. Че водолијата ако ве определи за партнер,
вие имате нешто специфично во вас. Треба да испитате што е. Што Водолија не сека класика. Здодевен, не знам каков партнер, но некога се чудни по изборите. Некој ќе каже малку и перверзни, специфични. Тоа може би произлегува од таа, би рекол, црта на урановската дефиниција, затоа што кај Уран клучно е се што е необично, полно со предизвик, па и со опасност. И гледате, живот, одиш горе, паѓаш доле. Мија Фароу, јака љубов, на крај го винува својот партнер. Ева Браун, зема партнер, на крај извршуваат самоубиство. Јоко Оно, партнер врз кого се извршува атентат. Тој е еден лудак, гупука, Џон Ленон. Да. Колку да му останало името познато, што јас го знам кој е, ама еве не го спомнуваме. Џон Ленон роден во знакот на вага. Многу необичен лик. Вуди Ален роден во знакот на стрелец. Тој Хитлер роден во знакот на бик, иако има овновска дефиниција, воинствена. Но не е битно, не е битно тоа. Битно е што Водолијата сака партнер со страст, со темперамент, со волја. Се овие не биле кој знае каква страст. А меве да земеме дека во нивниот профил на интерес е возбудата. Необичност. И таа што те возбудува е чудно. Кај Водолија е чудно, нема дефиниција што ја возбудува Водолијата. Може една девица, еден бик, еден рак, една риба, едно ги возбудува и ќе рече што е ова што прави Водолија. Ама Водолија си има таков концепт на животот. Таа мора да најде возбуда, задоволство, страст, флуид. Мора да биде нешто поразлично, не може да биде исто. Затоа и гардеробата им е поразлична, стилот. Еве Јосипа Лисец родена во знакот на Водолија. Да. Значи се што е карактеристично. Џон Траволта исто така роден во знакот на Водолија. Точно, да. Многу необичен и гледате како и он нагло успеа. Со тој филмот Брилјантин и така натака. Значи, ама и подеми падови, имали падови во кариерата. Главното е што кај Водолијата мора да има одреден пат. И добро е да има одреден пат. Така ја трошат енергијата. Лошо е само успеси, а падот да биде катастрофален. Нема никаков пат и отеднаш пат и те снема од земјата. Да. Мајкл Џордан, роден во знакот на Водолија. Значи голем кошаркар, светски познат, необичен. Атлета невиден, најголем атлет. Така е. Значи гледате како кај нив имаме некои оригинални ликови, необични ликови. Со стремеш во нешто да се искажат да бидат посебни. Сега, луѓето многу ги сметаат за ексцентрични. Да. Дали овие затоа што така се однесуваат спонтано, опуштено, дали затоа што луѓето па секогаш како да се иритираат од некој кој што е оригинален во нешто, што е поразличен, но ете така си се они, би рекол, харизматични. Каде е главниот проблем на Водолијата? Освен во трошењето на енергијата, понекога знаат да бидат напорни. Напорни да ти наметнат нешто, напорни да се информираат, напорни да бидеш поразличен, напорни по секоја цена да патуваш, напорни сама авантура, флуид, страст. Значи некојаш луѓето им треба мир, одмор. И не можат да ги следат Водолиите. А Водолијата има таков наплив на енергија да мора да го троши. Да. И затоа понекогаш стануваат напорни за другите. Не дека тие се напорни, туку затоа што имаат разни барања. Се необични нивните барања. Во секој поглед, Водолиите се добри да ги имаме за пријатели, тие владеат со полето на пријателството и фактички секогаш и прават за групата. Како што реков, тие ги анимираат пријателите, тие мотивираат и иницираат. Тие се тие кои што ќе ги издружат најразличните групи. Не ги гледаат, не ги разделуваат луѓето по вера, по нација, по ред аспекти. Значи, тие имаат, така би рекол, една космополитска идеја, дека секој човек заслужува да биде прифатен. Еве, хипи движењето е водолијанско движење. Да. Тој филмот Коса, Да. од Форман, е водолијански филм. Ерата на Водолија. Да. Гледате таму тие како беа облечени, како беа со косиштата и ред аспекти, колку беа необични. Хипици, да. Абе не е битно, тие водите љубов, а не војна. Да. Тоа е водолијанска идеја. Таа е кога 1962 година 7 планети беа во зодијачкиот знак Водолија. Значи ништо не е случајно. Плюс сега сме влезени во ерата на Водолија. И ајде сега да видиме што е тоа ново кое што следи. А дали почна да следи? Почна тоа, сигурно. Какви се семејните односи? Какви се меѓу љубовните односи? Ајде да земеме еднополовите односи. Дали се сето тоа во експанзија? Па да. Дали технологијата, модернизацијата исто така отиде на највисоко ниво? Да, Индустриализацијата, точно на дигитализацијата. да.
Гледате компјутерите, мобилните и ред аспекти. Развој, Да. експанзија. И некој водолијата или уран влада и со радиацијата, со атомската бомба. И тоа да го кажеме. Че гледате, уран има една конструктивна, афирмативна цел. Да пробуди, да активира, да создаде. Но има една деструктивна цел. Може да уништи. Затоа рековме, водолија мора да внима каде оди енергијата. Гледате, таа атомска енергија може да осветлува, да загрева, а може да уништува, ако е злонамерно употребена. Водолијата, својата енергија, ако не ја асоцира кон себе развојот, кон афирмативната патека, кон нешто што не зечи создаде поголемо ниво на мир, туку ако стане нападна, тешка, деструктивна, ќе ги уништи, ќе ги деградира водолиите. Затоа ако еден од зодијачките знаци треба најмногу да работи на себе си, на односот кон себе си, на будењата на својата енергија, на вниманието каде оди својата енергија, тоа е водолијата. Зашто еден лав е паметен. Тој гледа и онда придобие. Он вели, ја ќе дадам, ама да видам што има за мене. Една водолија се ќе даде. Дава во работа, дава во љубов, дава во пријателство, дава во односи, дава во состојби и на крај нема енергија. И паѓа доле. И затоа кај водолиите може ќе ме прашате тоа, ајде, да не го зборам пред време, нервите често страдаат. Да, ќе позборуваме и за здравствените аспекти. Секако само еве би ги навел исто од познатите личности од поново време, дека тука си Кристијано Роналдо, Дженифер Анистон, Роби Вилијамс, Ед Ширан и други. Кристијан Бел и други кои што се под знакот на водолија. Еви Кларк Гейбл, тој е еден многу добар актер, од Вејана со Виорот што играше, со Лилијан Ви, тој е роден во знакот на водолија. Да. Значи, има од сите бранши кај водолиите има необични личности. Чарлс Дарвин, например, роден во знакот на водолија. Гледате тој за природната селекција. Да. Како ги осмисли работите, ги принесе. Како и да е, да се биде водолија е добро, затоа што влегуваме во ера на водолија. Да. Ова е време на водолија. Ама треба бидат свесни водолиите дека од друга страна им се создава притисок од страна на луѓето или настаните кои што не се за нешто што е ново прогресивно. А сите револуционерни прогресивци биле атакувани и напаѓани. Гледате, Линколн отвори нова перспектива за Америка. Во негово време почна таа војна, граѓанска војна, но него му изврши атентат. Тој е еден актер, му изврши атентат. Че водолијанската идеја секогаш е напаѓана. Вие во едно семејство изнесете некои нови ставови за ново преуредување, за нов пристап, за нови инвестиции, за нови околности, па може да бидете нападнати. А камоли на работното место или на секаде. Значи тоа е, водолијанската идеја е напаѓана. Но водолијанската идеја ќе победи. Доаѓа ново време, будење на светлина, будење на свест, будење на знаење. Водолијата тоа го носи. Знаете на како е графички представена во зодијакот? Па како со сад вода како. Човек со амфора во која има вода. Значи, тоа е човек кој што истура знаење, мудрост, прочистува, ослободува. Зашто еден јарец е реакционерен, тој сака да ги поседува работите и да ги чува. Тој е традиционалист, конзервативец. Јарецот не сака многу изненадување. Јарецот сака тука, веднаш, моментално, материјално, сигурност, стабилност, сериозност. Нема изненадување. И во љубов, и во односи, и во воспитување на деца, и во однос кон себе. Една водолија го не го сака тоа. Таа сака ново, перспективно, необично. Ама класично. Не сакам јас класично. Во се необични. И бидејќи има многу енергија, се интересни за партнери со многу енергија. Кои се тие партнери? Лав? Лав, водолија, фасцинантна врска. Значи страст, флуид се препознаваат. Конекција. Цел ден тие во страстите ќе видат. Поврзаност има, значи. Па да, разговор, борба, надпреварување, кој како. Лавот сака да е главен, водолијата некојаш попушта, ама па некојаш премногу заморува. Да. Стојавување со притисоци со некои состојби. Посебно ако е она урановска водолија, која што е немирна ако некој избега од контрола. Значи, гледате, од една страна сакаат слобода, друга страна сакаат да видат до каде оди туѓата слобода. Иако слободната љубов, онаа што се практикува на запад и што има на Скандинавија, е стил на живење на водолии. Да. Па и хипиците, нели, слободна љубов. Свингерски врски, не знам вие колку знаете какви се, што се. Па отприлика. Што го има во Италија, Да. тие се водолијански. Водолијански.
Тие менуваат партнерство, Така. се договараат. И гледате водолијата каде оди во тој контекст. Затоа нези треба партнер со силна енергија. Она типичната енергија, типичната водолија со типично силна, би рекол, нагонска енергија и треба партнер со силна ментално еротска енергија. Сакав да кажам ментално духовна енергија, ама кај нив духовноста доаѓа на второ место. Да, тие гледаат прво некој да ми ја пробуди енергијата. Нели некој бара духовна да ми биде добар, мирен, тука прибран. И ајде се ги решаваме проблемите. Да имаат сигурност. Кај водолија не ти сака сигурно, и животот не е сигурност. Иако сега треба да внимаваат во сообраќајот, често се подложи на некои несреќи на тој план. Пак е тоа дело на Уран. Но еве, го кажав лавот, јак флуид, јака страст, јака привлечност. Со водолија исто така, водолија со водолија, ама многу повеќе водолија со овен. Водолија со овен многу се препознава. Еден хазардер, другиот темперамент, едниот за волја за необично, другиот уште повеќе, и ете ти врска набиена со страст, со се и се што, само не со смиреност и стабилност. Потоа водолија и стрелец. Многу мокна енергија. Сега водолија и вага може, ама понекогаш треба прилагодување, и водолија и близнаци. А замислија водолија со рак. Ракот сака само дома да седи, да не мрдне, а од друга страна водолија сака да биде надвор, да биде насекаде. Како ќе успеат? Да, па нема да има некоја конекција. Ке се разликуваат. Така. А професоре, кои професии најмногу одговараат на хороскопскиот знак водолија? Па професии поврзани со тие технички области, информатиката една од најглавните. Да. Се што е поврзано со дигиталното, може да работат кај што треба да пренесуваат знаење. Потоа може каде што може да си, еве да речеме, учесник во сообраќајот. Да речеме во поглед на авиацијата, поглед на железницата, поглед на возат автомобили и ред аспекти. Еве, например, Енцо Ферари, собственикот на Ферари, роден во знакот на водолија. Значи, гледате автомобили, компјутери, техника, електроника, електрика. Сето тоа е во доменот на водолија. И Пол Ниман, мислам, се бавеше со автомобилизам. Се тркаше исто така покрај глумата. Така, па тој и како боксер таму настапуваше во некој филм. Да. Значи, необичен лик. Да. Необична харизма, бараат предизвик. Они се често наполнети со адреналин. И се тој адреналин мора некаде да се потроши. Затоа јас реков, партнер на водолија без адреналин. Се има едни сатурновски водолии, тие се потешки. Да. Тие се комплицирани, тие може би повеќе се по материјалното, сакаат да ги поседуваат, контролираат луѓето, посебно семејството во домот. Тие не се оваа урановска водолија. Значи урановската водолија ви е необична. По гардеробата, по стилот, по фризурата, по сечи ги забележите. По односот, по зрачењето, по таа би рекол харизматично што ја поседуваат. Инаку може да работат и со младите, многу добри социјални работници може да бидат. Во социологијата исто така ги бидува. Еве, например, стрелецот е одличен филозоф. Да. Или во религијата може да биде стрелецот. А водолијата може да биде во социологијата. Еве, например, девиците и шкорпиите може да бидат добри психолози, проникнуваат во нештото. Откриваат нешто. Девиците, раковите можат во педагогија да бидат многу добри. Општествени науки. Па во општествени, водолија владее со општество. Да. Таа е цивилно ориентирана. Таа сака тука да има еден вид на равноправност. И водолија се бори. Значи, да види некој да биде обесправен, таа одма рипа. Одма сака да го заштити. Големи борци за правата на оние малцинства. Еве за животните. Многу често згрижуваат животни или бараат начин како да биде добро. Црвениот крст, Каритас. Сето тоа е асоциација на водолијанска идеја. Па се, гледате, заштита, хуманост, помагање, ориентираност кон општо добро. Јарец гледа тука да биде. Кон себе малку. Водолија гледа и кон другите. Проблемот е што некојаш не знае со какви се тие другите. Па тие другите ја земаат и ја цицаат цела енергија. И после им паѓа енергијата, им треба време да се подигнат. И ако се константно под стрес, а се често, тогаш им паѓа имунитетот.
Тогаш не се чувствуваат убаво. И затоа еве на здравствен план имаат проблеми со нервите. Имаат со зглобовите, имаат со циркулацијата на крвта. Проблеми со вените. Зглобовите им страдаат. Често може да им се појави проблем со видот. Но најглавно е каква е нивната ментално-психофизичка состојба, на кој начин ја надополнуваат и каде ја надополнуваат. Тоа е клучниот аспект. Но како идеите ја има оваа моја книга, Астролошки записи, во неа детално се објаснети аспектите на водолијата и луѓето може да си прочитат и да си се подготват самите себе си за животните непредвидливи ситуации. Тоа не можеш да се подготвиш ти непредвидлива. Ама се подготвиш што и да е, како да истераш, да издржиш. Еве него спомна Гоце Делчев, роден во знакот на Водолија. Гледате, јас го гледам светот како поле за културен надпревар. Гледате хумана идеја, хуманистичка. Она што се апла водолијанска идеја. Тоше Проески знаеме како хуманист беше, како притрчуваше, како помагаше. Да. Значи едноставно тие се секогаш необични, но треба да знаат дека некогаш околината знае да им застане на патот, да им љубомори, да им наметне нешто што водолиите ги изместува. Ако водолиите константно изместува на психофизички план, доживува стрес, им страдаат нервите. И тогаш треба да најдат начин, дали со прошетка во природа, дали планина, дали мир, дали читање книги, дали опуштеност, како да подигнат својата енергија. Ги сакаат социјалните мрежи, но не им се препорачува да претеруваат на социјалните мрежи, бидејќи тоа ги троши. Многу побитно е да градат однос кон себе си. И сега ајде за на крај ова да кажам. За шкорпијата одговара езерото. Добро. За ракот изворски места или некои убави реки, чисти. За рибите одговара морето. За водолијата одговара патувањето, летањето, авионот. Што повеќе дестинации посетени, ориентирани кон места кои им будат убава енергија и може да бидат поврзани исто така со водата. Да. Значи, поентата на сето ова излагање е добро да си водолија, добро да бидеш необичен, добро да бидеш прогресивен, но многу е подобро да некојаш да се сочува себе си, веќе уште не е подигната свеста на ниво на водолијата, за да сите луѓе ги разберат водолиите. И затоа водолиите да бидат посебни, да не се загубат себе си, да не се претопат, но и да се заштитат од сите оние кои што не можат да ги разберат нивните необични тежненија. Благодарам, професоре. Драги гледачи, за самиот крај би сакал да прочитам од книгата Астролошки записи на професорот доктор Зоран Крстевски за водолиите, кои земји се најдобри за патување. Само момент, Русија, Водолија. Русија е најидеалниот представник на знакот Водолија. Потоа следат Литванија, Шведска, Етиопија, дел од Полска, Никарагва, Данска и други. Од градовите Хамбург, Сан Петербург, Салцбург, Бремен, Копенхаген, Торонто, Гетеборг, Сиднеј, Москва, Варшава и други. Исто така за самиот крај би сакал да напоменам дека во хороскопски знак јас сум девица, во познак сум овен, а се консултирав и со ChatGPT и таму излезе дека сум Водолија. Така да еве од оваа емисија доколку тоа е точно би извлекол и јас повеќе при добивки. Ви благодарам, драги гледачи, тоа беше емисијата за хороскопскиот знак Водолија. Следната емисија ќе биде за риби. Ви благодарам на гледањето и само стиснете лайк, сабскрајб и претплатете се на каналот. Ви благодарам, пријатно.